Колега Велковски, можам само да замислам колку ви убаво вашиот розев свет со овие бројки, ама повторно морам да кажам дека реалноста не е така. Хронолошки ги запишував сите аргументи кои што ги кажавте, па ќе се обидам малку побрзо, ама вака тема по тема да ви објаснам зошто не е така како што мислите. Во однос на задолжувањето на владите на ВМРО ДПМН, 2006 било 32%, 2008 година било 25%, значи се намалило. Сме дошли и сме го намалиле и понатака сме го оставиле во 2016 година со 48%, ама со почнати низа на капитални инвестиции, кои што и јас и вие можеме утре да спориме, можам тука да ви извадам една лепеза на фотографии и ќе видите дека тоа е така, значи се задолжувало со две големи светски и европски кризи, силна политичка натрешна државна криза, ама се изреализирале капитални проекти кои што за волја на вистината не биле почнати 40, 50, можеби и повеќе години во Република Македонија. Да, точно е, председателот на ВМРО ДПМН заедно со економскиот тип на партијата бараше, велеше, предложуваше да има задолжување и тоа е така и задолжување треба да има за да се покрие тој дефицит, ама релокацијата на средствата треба да биде наменска за да имаме ние очекувани ефекти. Ние се задолжуваме, ама не ги алоцираме каде што треба, имаме тотално промашени ефекти, почитуван колега Велковски. Фатмир Бесими самиот кажа дека ова е втора криза по можеби интензитет по таа должничката. Еве јас би рекол ако е пред таа нека биде втора после големата депресија во 33-та година, ама токму заради тоа нас не обврзува овие пари наменски да ги трошиме и да ги алоцираме таму каде што има најголема потреба. Не на 4,6 милиони евра на СЈО, не на службени возила, не за лиценци за марихуана и не за фризерници 270.000 евра и на крај не за тренирање, намагарење и сирење, нешто кое што вие веројатно сте директно засегнат и ве замолувам за очиглед на целокупната јавност да се јавите и тоа да го објасните на јавноста, дали е тоа така како што соопштуваат медиумите или не е, немам доволно информации, тоа што можам да го видам дека е така како што говорат медиумите, али еве повелете да ни објасните на сите како тоа во криза е поважно да се алоцираат средства за овие работи, а не е поважно да се алоцираат средства за капитални инвестиции. Рековте Црна Гора, спомнувате земји од околината, па еве јас ќе земам друг пример. Ајде да ви кажам неколку работи за Србија. Од 5000 тестови направени вчера, само 200 заболени. Македонија 2400-500 тестови, 535 заболени. Ако направиме една друга релокација математичка, колку жители има Србија, колку истестирало и колку се болни, а ако направиме една математичка релокација, колку жители има во Македонија, колку се тестирани и колку се болни, ве молам, господине Велковски, немојте со вакви работи. Не е добро. Понатаму, Александар Вучич, председателот на Србија, кажа дека Србија ќе добие медаља за најбрзо опоравување од оваа криза. Кај нас не сме ни во конкуренција, а сигурно ако се игра за некаква медаља за економија ќе бидеме надвор од салата и вие тоа добро го знаете. Имаше задолжување, али ајде да видиме неколку работи што се направија, што се небобитен факт. 3 автопати. Нови сали и училишта на места каде што претходно не беше ни замислено, а оние кои што беа стари се обновуваа. Можам да зборам и за места ако сакате. Институции, па колеги, ако било такво задолжување, тоа било бесцелно, па тогаш ние кај ќе ги државме седниците во собранието, па самата купола каде што ги држиме седници е направена од ВМРО ДПМН, можеби од овие задолжувања, па канцелариите каде што седат колегите пратеници е направено од ВМРО ДПМН, значи почнам од најбаналната причина. А можеме, ако сакате на таа ниво да ја спуштиме дискусијата, по локации од каде сте вие да ви кажувам како стигнувате до Скопје и дали е тоа направено од ВМРО ДПМН или не, односно тие задолжувања. Тоа е нешто што не може да се скрие. Тие конкретни проекти остануваат, конкретно за тоа што го вулгаризирате Скопје 2014, тука има луѓе кои што се разбираат малку и од туризмот, можете да се согласите дека од кога тие објекти се направија, порастот на туризмот во Скопје неколкукратно се зголеми и стана туристички град број 1 во Република Македонија, дури и пред Охрид. Кажавте за синдикатот на наставници, тука само една кратка аргументација, какви беа платите на наставниците во 2006, а какви во 2016, и тоа е фер да се спомене ако правиме веќе компаративна анализа.
Зборите за колективен договор, па вие подпишавте пред избори, каде што декларативно е наведено дека ќе се исплати ка 15, па сега се викаат тие организации на реподпишување и анекс на договорот, каде што тоа веќе не важи, така да тоа ќе си го расчистите и вашите функционери со оние за кои што сте го подпишале договорот. Ветивте плата и за младите специјалисти во здравството, тоа е неисполнето ветување, баш додека седев еден од докторите ми пиша тоа да го поставам. И за здравство немојте да зборувате што направила оваа влада и во овој ребаланс на буџет. Самата бројка на вчерашните заболени доволно кажува колку и што се направило, а да не зборуваме за капитални инвестиции, ветување за клинички центри или за реконструкција на болници. Немојте сега, не е тоа тема на оваа комисија. Исто така вие рековте дека сме гласале за да се уклучат, тоест да се изградат нови клучки, па има нешто во градежништвото што се вика измена на проект, па сега да се договориме дали е искривена трасата или се новите клучки. Зашто јас како што слушав дека се вулгаризираше дискусијата дека трасата е искривен, јас во ред подразбирам дека се појавила потреба, граѓаните побарале, како влада тоа не е работа да бидеме респонзивни на институциите, ако сакаат граѓаните клучка, ако дозволува законот, ние ќе изградиме клучка, ама немојте да вулгаризирате дискусија дека биле криви трасите кога тоа не е вистина. И на крај кажавте нешто за пензиските фондови, па вака било, па така било. Би сакал да ве прашам едно прашање, за кои пензиски фондови мислите, за оние што не достигаа 17 милиони евра, за кои што Мила Царовска го изјави и после тоа го снема за еден ден од очите на јавноста? Тоа не е транспарентно известување. Значи, кога говориме за аргументи и за факти, треба да почиваат на мерливи критериуми. На крајот од денот, ние можеме да зборуваме колку сакаме. Граѓаните, господине и почитуван колега Велковски, не ги чувствуваат така наречените бенефиции од овие задолжувања. И вие тоа добро го знаете. Тие милиони евра, тие проценти што ги спомнувате, пак ќе кажам, постојат само на вашите пресконференции на овие хартии. Реалноста е сосема друга. Тука да беше Венко Филипче, веројатно ќе слушавме за здравството што е направено. Ама секоја вечер, сега почна и веќе да се доцни, па вчера наместо Министерството за здравство, вице-премиерот ја соопшти бројката, се соочуваме со бруталната вистина. А бруталната вистина е дека тонеме се подлабоко во амбисот и од здравствен, и од економски аспект. Тоа е вистината во оваа држава, таа е таа вистина за Македонија и затоа јас и моите колеги сме тука, прво да ве соочиме со таа реалност, а втори да ја промениме. Ви благодарам.